Конференција на тема транспортот во денешното општество се одржа денеска во просториите на Техничкиот факултет во Битола во организација на одсекот за сообраќај. Техничкиот факултет во Битола повеќе од 50 години допринесува за формирање на високообразован инженерски кадар и е единствена образовна единица која го има за предмет на истражувачка дејност сообраќајот. Иницијативата за реализација на конференцијата Транспортот во денешното општество ја потврдува нашата подготвеност да се соочиме со предизвиците во развојот на транспортот. Истовремено ни дава можност да ја покажеме нашата отвореност, флексибилност во соработката со цел на науката да ја дадеме меѓународна перспектива. Денеска за прв пат се организира меѓународна конференција за транспорт во рамките на студиската и научната дејност на Техничкиот факултет во Битола, се однесува на проблемите и предизвиците со кои се соочува областа транспорт во денешно време, согласно европските и националните документи за развој, со кои ќе се соочува и во следните 20 години. 60 трудови се стигнати на конференцијата од различни научни подрачја од областа сообраќај и транспорт. Им дадовме можност, што мислам дека е посебен квалитет на оваа конференција, и на студентите да своите резултати од научно-истражувачката работа ги представат во вид на постер презентација. Инаку, Технички факултет е главен организатор, меѓутоа ние имаме уште 5 коорганизатори, факултети од земјата и од регионот и пошироко од Европа. Тоа се сообраќајниот факултет од Белград, Факултетот за транспорт во Катовице, Факултетот за технички науки Нови Сад, Факултетот за поморство и транспорт од Портorož и сообраќајниот факултет во Добој. На конференцијата учествуваше и Владо Бабиќ, регионален менаџер на цивилната мрежа за Словенија, Хрватска и Југоисточна Европа. Пред свега се ради о одржливој мобилности у градовите. Пред се работи на одржлива мобилност во градовите, давање предност на пешаците, велосипедистите и јавниот градски сообраќај, во однос на доминантниот автомобилски сообраќај. Градовите пред се наменети за луѓето. Денес градовите се блокирани од автомобилите и сега се реконструира за автомобилски сообраќај. Тротоарите се зафатени. Луѓето живеат во загадена природна околина и тоа лошо влијае на нивното здравје и социјалната кохезија. Ќе ви кажам пример за Љубљана, каде е воведена еколошка зона во центарот на градот, со плоштина од 100.000 метри квадратни, пешачка зона и на автомобилите им е забранет пристапот. Пристигнатите научни трудови се од поранешните југословенски држави, од факултетите коорганизатори од Словачка и Полска. По завршувањето на конференцијата сите научни трудови ќе бидат публикувани во зборник.